По трет пат во градината на Бој, на Сдруженијето Монтесори, децата ја допираат уметноста. Но ја допираат суптилно, како игра, зашто уметноста е и игра. Ја допираат уште од малечки, за да ја сакаат за цел живот. Таков е проектот на Националната галерија на Македонија и на Македонското Монтесори Сдружение. Во проектот Градина на Бој доприја уметноста. Тука се изложени, впрочем, еден дел од делата кои што децата ги креира. Ние на вистина добивме повеќе од 100 дела од децата, меѓутоа немавме можност нели сите да ги изложиме. Она што нас не радува и која што ни беше целта на самиот овој проект е да децата се запознаат со творештвото на познатите уметници. Оваа година ги работевме Сезан, Ренуар, Окиф и уметниците во Националната галерија, каде што преку соодветна литература, најпрвен децата преку, да кажеме, на приказ, на сликовница, се запознаваат со уметникот, потоа разговараме за сето она што го творел уметникот, за техниките кои што ги користел и на крај секоја работилница завршува со творење од страна на децата, инспирирани од делата на уметникот. Значи, оставате сами да се инспирираат, им сугерирате автори, но не им го сугерирате изборот? Не, апсолутно. Значи, тоа е оставено на детето, на избор на детето, техниката со која што ќе работат, начинот на кој што ќе се изразат. Исто така, даваме можности и можеби еден груп на заедничко дело да изработат. Тоа е и целта, значи децата да научат пред се првен активно да го перципираат ликовното дело, да имаат можност да работат со различни техники и тоа, значи, да го изразат, јас викам дека секој дете има креативно, само треба малку да му се даде простор да се извлече и да се извади надвор. Значи, обично некогаш децата малку ги притискаме, нели, да бидат секогаш боеното во одредени бои, нели, дрвово да биде кафеаво и така. Токму во овој проект ние им го возможуваме спротивното да експериментираат и понатаму да... Бидејќи трет пат го работите ваква работилница, што ве изненади? Па нас не изненадува дека прво интересот се уште е голем. Деца се вклучуваат се поголем број на деца. На почетокот мислевме дека за децата на помала возраст, бидејќи проектов е наменет за деца од предучилишна и рано училишна возраст, меѓутоа малку бевме скептични како децата од предучилишна возраст ќе се вклопат и дали е тоа претешко барање од нив. Меѓутоа сме изненадени колку тие може да се опуштат, колку може убаво да креираат и да создадат навистина една градина на Бој. Националната галерија на Македонија преку својот оддел за едукација секогаш со максимум сили работи на вистинскиот начин да им ја доближи уметноста на децата. И овој летен распуст беше искористен низ игра, да се запознаат големи ликовни имиња и низ анализата на нивните дела, да се разбуди инспирацијата кај малите сликари. Децата која дојдоа во посета на Даут Пашиниот тамам, прво го разгледавме целиот тамам и застануваме токму на ние слики кои што привлекуваат за нив највеќе внимание. Јас сум многу изненадена, тоа не мора да биде секогаш заради колорот или бојата, може да бидат и некои други форми, други фигури и на многу интересен начин има толкување од нивна страна. Така да колку и да изгледа може би несфатливо и недофатливо, често пати они можат да ги почувствуваат и токму оние емоции кои што и уметникот сака да ги пренесе преку своите творби, преку своите дела. Всушност, децата ја пресликуваат уметниковата идеја во своите творби. Да, овој проект токму тоа се случи. Не сакавме да наметнуваме на кое дело ќе работат, ги оставивме кое дело ќе биде најинспиративно за нив, кое ќе биде најпровокативно за нив. Работилниците беа во текот на целиот месец јули и работеа на оние дела кои што во моментот, во текот на тој месец, беа интересни за нив. Работеа во различни ликовни техники.
Некои од нив веќе ги спомнам, работа на дело од Симон Шемов, на Пантилов, на скулптури изработува според Анета Светиев. Сакам да речам дека прво се разговараше за делото на еден детски начин, се направи една приказна, да они можат и полесно да се изразат при изработка на некое свое, нормално инспирирано од делата кои што се тука кај нас во поставката. Во даут-пашиниот Амам можете да ги видите ликовните резултати на малите сликари од проектот Градина на бој, доприја уметноста.